Нов хаос во образованието поради задоцнети одлуки. Владата даде зелено светло за целодневен престој за учениците од прво до трето одделение, ама сега тоа предизвикува проблем како да се реализира. Првиот човек на Синдикатот за образование предупредува дека решението нема шанси да се спроведе, бидејќи нема доволно наставници. Училиштата допрва ќе распишуваат и анкети за целодневна настава. Веројатно ќе се создадат многу проблеми во однос на организирање на целодневната настава од аспект и на просторни проблеми и на проблеми со обезбедување на наставен кадар. Секој родител има право да го остави своето дете во целодневна настава, ама и забрането е мешање на деца од различни групи. Според тоа, навистина е сериозен проблем во однос на обезбедување на наставен кадар, кој што апсолутно ми се чини дека во Македонија и не постојат толку слободни наставници. За проблемот со целодневната настава алармираа родителите, кои требаше да се вратат на работните места и имаат проблеми со чување на децата по наставата. Во новите корона услови и онака има потреба од двојно повеќе наставници, оти децата учат во повеќе групи. Проблемот е сега во рацете на општините и училиштата, кои треба сами да се снајдат на децата да им овозможат продолжен престој. Синдикатот реагира и за проблемот со IT опремата за наставниците. Обвинуваат дека директори на некои училишта ги присилувале вработените сами да си набават компјутери. Министерката за образование наместо да понуди решение, повика на солидарност од страна на учителите. Дел од училиштата обезбедуваат во текста, во најголем дел тие се согласија од наставниците да користат и своји уреди, се додека да се надмине оваа криза. Важна е сега солидарноста. Во целиот хаос најмногу проблеми создава онлайн наставата. Националната платформа крахираше, а учениците сега мака-мачат да ја следат наставата преку други програми. Оние пак кои немаат пари за компјутер, над 40.000 ученици приморани се наставата да ја следат преку телевизија. Власта се правда дека за решавање на нивниот проблем и набавка за компјутери ке треба многу време. Во неколку градови учениците излегоа и на улица, ја бойкотираат наставата и бараат физичко присуство.